Се наоѓаме во клиничката болница Аџи Бадем Систина во Битола. Наш денешен гостин во Актуелна тера е доктор Дејан Ковачевиќ. Добро дојдовте во интервјуто на Актуелна тера. Добар ден и за вас и за гледачите на Клиничката тера. Поздрав од екипата и колегите од Аџи Бадем Систина. Нашата денеска тема на разговор ќе бидат аритмиите. Што е аритмијата? Колку аритмијата може да биде наследна и како таа најчесто се препознава? Добро, што е аритмија како поиме значи неправилно, нешто не работи правилно. Аритмијата сама по себе може да биде забрзана срцева работа, неправилна, која што може да потекнува од предкоморите, од коморите. Меѓутоа исто така неправилна работа може да биде и спората срцева работа, кога имаме одредени пореметувања во спроведувањето во самото срце, па срцето работи поспоро. Така да аритмијата како поим е многу широк. Цела наука има веќе аритмологија која што се бави и ги проучува проблемите со срцевата работа, односно срцевиот ритм. И која популација е најчесто забележена ова аритмија? Она што е вака сега, секој тип на неправилна срцева работа има своја возраст во која што се појавува и кога ја наоѓаме и кога ја сретуваме. Се разбира, постојат вродени и истекнати аритми. Вродените аритми се оние што ги среќаваме уште од детската возраст, кога самото дете има одреден тип на кружна тахикардија или вроден тотален блок, кој што може да се решаваат интервентно или со интервенција или со оградување на апарати доколку е потребно. А стекнатите аритми ги наоѓаме кај повозрастните пациенти, од кои што најчесто за наша среќа е неправилната работа на предкоморите и таа е болест на старата популација, на возрастни луѓе кои што се над 60 години, веќе многу зачестува и кога се луѓето над 80 години веќе 25% од популацијата има таа аритмија, како неправилна работа на предкоморите. Она што е најспецифично, што е најинтересно од нашите аритми, за жал коморните аритми се оние што се најопасните и кои што најмногу прават проблем, а тие ги има кај луѓето кои што се во полна работна моќ и таа е најчесто како компликација од исхемичната болест на срцето. Така да во работата на срцето има многу работи и фактори кои што влијаат од нашиот генетски наследен фактор, како сме родени, што носиме и што понатаму во животот ќе ни се случи. Значи дека ако мајката имала аритмија, значи дека и детето автоматски ја има аритмијата, и кои се најчесто причините за создавање на ова? Вродените аритми генетски предиспонирани се присутни во членови на фамилијата, меѓутоа пак не мора секој член на фамилијата да ги има. Тоа се преексцитацијски синдроми, ВПВ синдром најчесто. Другите се вродени кружни тахикардии, кои што ги имаме кај секоја популација и се увиваат независно од возраста повод. Кај овие аритми влијанието на генетиката е доста присутно, затоа што кај жените се почести кружните тахикардии отколку кај мажите. ВПВ-то е исто така еднакво распоредено кај мажите и жените, меѓутоа самата презентација на болеста и бројот на пациентите кои што ги има во една популација не е толку голем, бидејќи иако постојат знаци за одредени болести, многу често не се ни активни. Односно пациентите немаат проблем од тоа што го имаат како навод. Кои се најчестите причини зашто се јавува аритмија? Дали може би ете стресот? Јас како обичен човек смислам дека стресот е првата причина за аритмија. Така, младите луѓе, стресот е една од причините, меѓутоа и стилот на живење, втората работа. Познат е за проблемот со појава на атриална фибрилација кај млади пациенти после труење со алкохол. Значи, во светот, посебно во западниот свет, викенд алкохолизмот доведува до зачестена појава на атриална фибрилација, неправилна работа на предкоморите кај млади луѓе, и тоа го знаат во сите нивни ургентни центри дека петок сабота ќе имаат повеќе пациенти со таков проблем. Кои се знаците, симптомите на аритмија и кога е алармот за посета на лекар? Добро, аритмијата е, значи неправилната срцева работа е чувство кое што самиот пациент има дека нешто се случува невообичаено со неговата срцева работа. Најчесто пациентите се жалат на прескоците, палпитациите, тоа се чувство кога срцето работи со одреден ритм и одеднаш како нешто да прескокнало, како да застанало, така го опишуваат обично пациентите, и тоа е начиста појава на
неправилна срцева работа, меѓутоа во принцип најчесто и бенигно не представува никаков проблем. Кога ќе почне срцето да работи многу брзо и пациентите почнуваат истото да го чувствуваат, нели како во грлото да им работи срцето, тогаш е време веднаш да се јавите на некој преглед, да ве види дали матичниот доктор, дали да ве види специјалист за кардиологија, за да се утврди каков тип на пореметување на ритм прави пациентот, односно тој што се чувствува неубаво. Самиот преглед не бара многу, бара само еден електрокардиограм. Во моментот кога пациентот чувствува нешто да се направи. Сега, нешто што често се случува да тоа што го осеќа пациентот во моментот кога ќе влезе во амбуланта престане, заради тоа се прават во исследувања кај пациентите, се поставуваат холтери, тоа се 24 часовни, па дури и до 7 дена за снимање на срцевата работа, да се утврди какво пореметување на ритм прави пациентот. Дали и како се лекува аритмијата и дали може трайно да се излечи или да не дај Бог ако не се превенира навреме, може да доведе до поголеми оштетувања на срцето? Што прават аритмиите? Значи, она што како причина и етиологија во самата аритмија и начинот на лекувањето зависи од тоа. Вродените аритмии кои што се поврзани кружните тахикардии постојат можности за лекување кои што се со интервентна медицина, тоа се електрофизиолошките студии и третмани со одредена техника за повеќе пациентот ја нема таа аритмија. Понатаму постојат лекарства кои што некои пациенти мора да ги користат за да се спречи или појава на одреден тип на несакана срцева работа и вградување на апарати. Апаратите може да бидат, имаме различни типови на песмикери, тоа се апаратчиња кои се вградуваат во самите пациенти кои што помагаат срцето да работи регуларно. Тие можат само да бидат апарати кои што ја зголемуваат срцевата фреквенција, односно да имаме доволно срцева работа, меѓутоа постојат и пософистицирани кои што се дефибрилатори, значи вградливи апарати кои пациентите кои што добиваат аритмија, кои што за жал може да им биде многу лошо, постои апарат кој што може тоа да го процени во нив и да изврши кардиоверзија, односно да даде електричен импулс кој што ќе прекине аритмијата и да воведе нормален срцев ритм кај пациентот. Вие која метода ја користите во аџибадем система? Во моментот во болницата е можело да се извршат сите типови на исследување на пациентите, значи постојат медицински правила за одреден тип на дијагноза што се мораме да направиме. Кај деца и помладата популација со кружни тахикардии правиме медицински припреми за електрофизиолошки студии во кои што пациентите понатаму ќе ги провериме каков тип на аритмија имаат и доколку постои некаков проблем со срцевата работа, доколку е возможно да се изврши трајно лекување. Што значи трајното лекување? Се наоѓа местото каде што прави грешка срцевиот мускул, каде што се појавува местото за аритмија и истото тоа се врши аблација, односно да тој импулс повеќе таму не може да помине и на тој начин да веќе не може да се создаде таков тип на аритмија кај пациентите. Што е добро за овие пациенти? Трајно се излекување. Ги спомнавте пейсмейкерите дека вршите поставување на пейсмейкер доколку има проблеми со срцето. Колку тие пейсмейкери имаат век на траење и како треба пациентот да се третира со вграден пейсмейкер? Добро, сега апаратите кои што се во моментот возможно да се вградат во светот и така натаму имаат свое време на траење кој што зависи од батеријата што е во нив, значи они работат со батерија која што е во самиот апарат и таа батерија трае зависно од каква е функцијата на апаратот. Може да биде од 5 години до 15 години време траењето на батеријата, се зависи колку е апаратот пософистициран и колку повеќе функции врши. Оние што се најсофистицираните апарати кои што може да помогнат во срцевата работа да изголемат пумпната моќ на срцето да направат дефибрилација, тие се негде отприлика од 5 до 7 години во време траење на самата батерија, дека другите песмекери кои што помагаат за да се подигне срцевиот ритм, односно да биде правилен во моментот, тие се и до 15 години веќе батериите кои што во нив ги има. Сето тоа зависи и од потребите на пациентот, значи апаратот е цело време во функција, меѓутоа има своји надгледни функции, има своји електрични функции кои што ќе дадат одредени импулси, енергија која што треба да се троши. Многу физички закони влијаат на време траењето на батеријата. Сега, колку е повозрастен пациентот и колку помалку физичка активност, толку повеќе ќе трае батеријата. Ваша препорака е до нас, населението? Во однос на кардиолошкиот дел и кардиолошката медицина, значи оно што сепак е најдобро е на време да пациентот го открие проблемот, тоа значи да имате
сепак современи прегледи во кои што ќе доаѓате и без да имате званична болест, да се направат контроли за да се утврди можливите понатамошни проблеми во животот. Така да превентивната медицина е нешто што во светот е многу во моментот интересно и многу се практикува, зашто најмалку кошта за пациент. Тоа е прво неговата работна способност, неговиот век на живење, се друго што пациентот ќе може понатаму во животот да си го постигне со здраво срце многу полесно. Така и ви благодарам за гостувањето во Актуелна тера, се гледаме во наредна прилика. Благодарам за поканата, се нивова и убав ден. Поздрав почитувани гледачи од Аџибадем система.